Во свет кој постојано ти вели која треба да бидеш, каде треба да одиш и како треба да изгледаш, женскиот круг е свет простор каде што конечно можеш да бидеш токму ти. Оваа епизода ја во посветувам на сестринството кое не бара објаснување и никако не бара правдање. На љубовта која не мора да се заслужи. На телото кое многу добро знае. На гласот кој се ослободува и на жената во тебе која само сака да биде слушната, видена, признаена, прифатена и отелотворена. Во оваа епизода ти го носам знаењето за женски круг. Женскиот круг не е терапевски простор, не е работилница или некаков воркшоп, не е дури ни активизам. Иако знае да биде сето тоа испреплеткано, секој пат на свој посебен начин, ко-креиран според потребата на групата. Женскиот круг е ритуал на враќање дома, кон својата суштина, кон својата сензуалност, кон своето тело и својот спирит. Секој круг е посебен и посветен на присуство, автентичност и длабоко сведочење. И како што кажува мојата омилена Бел Хукс, сестринството не е категорија. Сестринството е практикување на љубов во политички, во интимен, но и во колективен контекст, во својата All About Love. Зошто е важен женскиот круг и за кого е наменет? Жените носат длабоки приказни, носат длабоки трауми и радости во своите тела, но најмногу носат живот. Во свет на перформанси, успеси, докажувања, матрикс, ние имаме потреба од простор без агенда. Женскиот круг во развојна академија и соквинтастични е за оние жени кои одбиваат да бидат секогаш силни. За жените кои сакаат да вежбаат нежност како сила. За жените кои се будат и не знаат што ги чека, но знаат дека не сакаат баш секогаш и во се да бидат сами. Кога жените се собираат во круг, тие ја рематрираат, ремадеринг, колективната душа на светот. Клариса Пинкола Естес. Како ви звучи? Овој моќен цитат зборува за длабокиот процес на духовно и психичко исцелување што се случува кога жените се собираат во круг. Не само како поединки, туку како архетипска сила. Рематрирање, ремадеринг, не значи буквално да станеш мајка некому. Значи да ја дадеш на колективната душа она што е било систематски одземувано со години, со децении, со столетија. Љубов, грижа, мекост, безусловна поддршка, мудрост, топлина, нежност. Она која мајката го представува на енергетско и архетипско ниво. Кога жените се собираат во кругот во развојна академија, тие стануваат мајки една на друга, не со контрола, со свесно присуство. Тие го држат просторот со љубов, една за друга, наместо со осуда. Го лечат она кое било прекинато во нивната лична, генерацијска и колективна историја. Во патриархални општества, колективната душа е често обезмајчена, како што можеме да посведочиме од сите дневни политики и случувања. Обезмајчена без начело, лишена од грижа, лишена од поврзаност, лишена од топлина што само женска мудрост може да ја донесе. Женскиот круг станува ритуал на враќање, кога жените си дозволуваат да бидат рандливи, грижливи
и вистински, изворни, не го лечат само своето срце, туку го рематрираат срцето на светот. Како што Естес вели во Жените кои трчаат со волци, секоја жена што се сеќава, што зборува, што плаче, што пее, простува, тажи, креира, создава, учествува во колективното сеќавање. Таа повторно го поимајчинува изгубеното во душата на светот. Од каде доаѓа оваа практика? Ова е практика која постои од памтивек. Во секоја култура жените се собирале во кругови. Во кругови се собирале за да споделуваат приказни, за да пеат, за да се исцелуваат, за да раѓаат идеи, за да раѓаат деца, за да раѓаат визии. Денес го враќаме кругот како ритуал на колективно сеќавање. Ние не создадовме нови обичаи, ние само се потсетуваме на древните начини на љубов и грижа. Staying with the trouble, Дона Харавеј. Во кругот интуицијата не се објаснува, таа се чувствува. Телото не се критикува, се почитува. Внатрешното дете не се поправа, се прифаќа. Чувството на неприпаѓање е појава во тела кои биле научени да се кријат, вели Сара Ахмед, но исто така би додала и во тела кои биле негирани, кои биле повредувани, принудувани, кршени, поправани, без да им се даде право да се пресоздадат, препородат, исцелат, продолжат. Во една долина, во древна земја, постоела жена која секое утро се качувала на ридот на градот и разговарала со ветрот. Луѓето велеле дека е чудна, но таа знаела, ветрот не зборува со сите. Тој ги слуша само оние кои прво го слушаат своето срце. Таа жена, драги слушателки, сум јас. Пред многу години, кога првпат го почувствував повикот да водам, не знаев што точно правам, но знаев дека нешто древно во мене започнуваше да се буди од длабок сон. Таоистичкиот мудрец Чуанг Це вели: вистинскиот пат не се гледа со очи, туку се чувствува како вода низ раце. Колку повеќе се обидуваш да ја фатиш и преташ со прстите, толку повеќе ти бега. Но ако само ги потопиш дланките, можеш да ја почувствуваш длабочината. Женскиот круг е токму таа вода. Не се контролира, не се дефинира, не се фаќа. Само се потопуваш во него и се враќаш дома. Секој пат кога влегуваме во круг, го менуваме наративот. Од самотија во сестринство, од осуда во слушнатост, од перфекција во присутност. Не се спасуваме, туку се префаќаме. Не се бориме, туку се потсеќаме. Женскиот круг е свето поле за враќање кон себе. Во оваа епизода зборував за тоа што е кругот, како се поврзува со интуицијата, телото и сестринството и зошто е токму она што ни треба во светот кој не тера постојано да бидеме нешто повеќе и нешто поинакво од себе си. Тука сме заедно, без маски, без страв и без услови. Благодарам што ме слушаше и што се приклучи на кружното сестринство на Развојна академија. Веќе знаеш, сето создадено овде е со океанска љубов за највисоко добро. Намасте.